Добро вечер, почитувани гледачи. Сабота 18 часот, нашиот вообичаен термин за најновите информации од културата. Традиционално, Драмскиот театар Скопје својата поддршка на уметниците од независната продукција ја изразува со одстапување на сцените за играње на нивните најнови представи. Проектот Денови на представи од независната продукција ќе се одржи од 11 до 20 септември, а представите ќе се играат на сцената Ристо Стефановски и на малата сцена на театарот. Деновите на независна сцена во Драмскиот театар во Скопје почнуваат в четврток на 11 септември со представата Слугинки во режија на Теодора Силјановска. Следниот ден ќе се игра представата Криек во режија на Иванка Апостолова, Баскар, а во представата играат Здравко Стојмиров и Филарета Атанасова. Представата Лекција, работена по делото на авторот Ежен Јонеско во режија на Ризески, ќе се игра в петок на 16 септември од 20 часот. На 17 септември Драмски театар ќе ги отвори двете сцени на проектите на уметниците од независната сцена. Од 19 часот на малата сцена ќе се игра представата Те чекам на продукцијата Театар за тебе. Автор и режија на представата е Изабела Јакимова, а играат Гоце Андонов и Ангела Левкова со учество на публика. Волкот на љубовта на авторите Бранислав Николов и Тихомир Јанчовски ќе биде вториот настан што ќе се реализира во среда на 17 септември со почеток во 21 часот на сцената Ристо Стефановски. Продукцијата Театар Златен Елец в петок на 19 септември од 20 часот ќе ја игра представата Хенкман по делото на авторот Ернест Толер. Деновите на независна продукција се затвораат во сабота на 20 септември со представата Wi-Fi во режија на Мирко Видоески. Велат музиката не познава граници, ги спојува народите и го облагодарува животот. Токму No Borders оркестра, оркестар составен од врвни музичари од просторот на поранешна Југославија, е вистински пример за тоа. А македонската публика ја имаше ексклузивната можност во камерната сала на Македонската филхармонија во Скопје премиерно да го проследи нивниот уникатен музички настап. Еве, на наше огромно задоволство и на македонската публика го заокруживме настапот на No Borders оркестра во камерната сала на Македонската филхармонија, еден проект Turning Point, кој што е, да кажеме, на пресвртна точка, кој што започна минатата година, продолжува оваа година, со настапите во Мостар, Приштина, Скопје, следува Тирана, еден концепт кој што е направен да се срушат во моментот тие кризни состојби на војни, на поделби на луѓето на религиозна, национална и така натаму на различни основи со испраќање на музички пораки дека музиката ги срушува сите граници и навистина еден прекрасен концепт во кој што се вградени музичари, уметници од сите поранешни југословенски републики, уметници кои што делуваат во Минхен, во Бамберг, во Љубљана, во Загреб, во Скопје и сите како едно тело, еден субјект, навистина покажа и пренесува една прекрасна енергија тука на нашата македонска публика и на наше огромно задоволство што за прв пат се реализира после концерт кој што беше проследен од првични снимања, сесии во студио Фемс, каде што беше подготвуван вториот албум за овој оркестар, No Borders оркестар, албум кој што ќе биде издаден од престижната дискографска куќа Universal Music. Еве, се надевам дека во следниот период, следната година, ќе успееме да го обезбедиме со нашите партнери, австриската амбасада, словенечката и неколку фирми, ева на Лотарија на Македонија, да го донесеме целиот симфониски оркестар да дојде тука во Скопје и да имаме концерт во големата сала на Македонска филхармонија. Ракописот со наслов Кривата Дијана, роман за верижната вина од Фросина Пармаковска е добитник на книжевната награда Пегас за најдобар необјавен роман во 2025 година. Во најтесниот избор беа разгледани и романите Пацер од Коста Бојчевски, Изгубени низ дупки во џебовите од Ники Борас и Солдат 1882 од Добре Тодоровски.
На седмиот конкурс за наградата Пегас, што ја доделува издавачката куќа Арс Ламина во соработка со Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски, пристигнале 45 ракописи. Романот на Пармаковска е проза на актуелниот момент, на вчерашноста и на сегашноста, со антиципација на иднината, заглавена во тркалото на колективната несреќа во општества какво што е македонското. Тоа е се за ова саботно издание на Вестите од културата. Ви благодарам што не следевте со внимание.